Сега, јас ќе ги пренесам нашите ставови на нашите работни групи, господинот Ахмети на нивните работни групи и веруваме дека тоа ќе го олесни процесот во желбата на сите да изнајдеме решение. Значи на лидерско ниво дека се надминати разликите. Одредени разлики да ги надминавме. Значи ли промена на уставот? Рековте да се согласи со уставот? Не. Не. Желбата е на вистина и на ДУИ, така и на Социјалдемократскиот сојуз, да добиеме уставни решенија во функција на новиот закон, кој што треба да се донесе за употреба на езиците. Тоа значи дека не треба да си дозволиме ништо што е надвор од уставот, за да и сето друго што е уставно падне во вода. Зошто? Кој има корист од таквата работа? На крајот, ако остана дури отворени одредени прашања, не завршува денот на преговорите сега, можеме за 6 месеци да ни истолкуваат сите, да отвориме една јавна дебата, која јавноста ќе дефинира дека да, и тоа е уставно, и тоа да го обрадиме. Ако е практична потреба на граѓаните, е во рамките на уставот. Значи, и двете страни во преговорите се држат до уставот. Затоа што навистина уставот, посебно амандманот 5 од уставот, сегашен член 7, дава либерална и европска можност да бидат земени сите аспекти и на малцинските заедници во Македонија. Дали има сигнал дека подписите И од ДУИ изјавија дека лидерска ќе има откако ќе се усогласат ставовите помеѓу работните групи. Еве ја лидерската рековте дека некои разлики се надминати, дали може да очекуваме дека до крајот на неделата ќе го добиете мандатот? Знаете како? Се јави потребата и порано да се случи лидерската, ама ниту јас, ниту господинот Ахмети не сме експерти. И на крајот пак ни треба потребата на експертите. Сакаме навистина да изнајдеме решенија кои што ќе бидат закони со добра практична примена и во функција на уставот. Освен јазикот, има ли нешто друго што вие се договарате? Голем дел од прашањата поврзани со нашата платформа. Нашата платформа произлегува од планот за живот во Македонија. И од платформата на албанските политички партии се апсолвирани прашања. Господин Заевки, да прашам уште две прашања. Значи, експертите различно го толкуваат уставот. Во СДСМ имате едни експерти, во други експерти. Дали очекувате да седнете на заедничка маса и да ги испеглате тие разлики околу различно толкување на уставот, околу потребата на јазикот? Многу често и седнуваа заедничките експерти, не само заедничките работни групи, да решат одредени работи. Тие почувствуваа потребата од двајцата лидери да седнат и да ги отстранат одредени, како да ги кажам, нејасноти до крај, што сакаме да постигнеме. Сега ги отстранивме, ќе вратиме повратно, па така да го завршат процесот. кога може да ги очекуваме подписите? Јас се надевам ден поскоро. Зошто? Уште вечерва јас ја свикувам работната група и ќе ги пренесам сите детали од разговорот, за да можат веднаш да седнат работните групи и да изнаоѓаат решенија. Македонија знам дека имаше и како многу трпение си во овие денови, се работи за денови во прашање. На крајот одлуката ќе биде или ќе има подписи, или ќе нема подписи. Но поприлично сме со доближени ставови за да се изнајде конечно решение на тоа што представуваат отворени прашања за кои што се преговара. Што ќе се случува со економската еднаквост и СЈО и други точки што ги бараше тој? Во делот на Европската унија и НАТО, знаете дека имаме заеднички ставови. Во делот на поддршката на специјалното јавно обвинителство имаме заеднички ставови. Во делот на економската еднаквост, тоа е потреба на регионите, на цела Македонија. Не е само етничко прашање. И навистина го изнајдовме начинот во делот на рамномерната распределба на капиталните инвестиции, на рамномерната распределба на буџетските средства, за да може секој граѓанин да се чувствува Македонија за своја мајка. Од тука ќе има секогаш едно контролно тело кое што пред носењето на буџетот ќе ги земе во предвид сите аспекти на рамномерна распределба на буџетот. Тоа не значи рамномерна распределба помеѓу Скопје и Струга или Скопје и Кичево. Тоа значи помеѓу Скопје и Струмица исто така, и Скопје и Кавадарци. Знаете дека многу често распределбата на буџетските средства не беше изедначена до крај. И ние не треба се плашиме од ваква работа. Треба идната влада треба да го формира. Се надевам на предлог на влада парламентот ќе го создадат. И на крајот на денот парламентот ги носи одлуките и за буџет, и за буџетското трошење, и за завршните сметки, се што значи финансиски ресурси на државата. Од тој аспект важно е дека се согласивме за рамномерна распределба на буџетските средства, подеднакво на територијата на цела земја, подеднакво за општините и да дадеме една доза дополнителна за руралните општини. Руралните општини навистина заостануваат во својот развој, немаат своји сопствени ресурси. И тука мора да вградиме одредени пондери, као и што ќе овозможат дополнително повеќе пари
во руралните општини, за да можеме да го воодначиме квалитетот на живот на село со градовите, или барем да има една посериозна тенденција кон унапредување на квалитетот на живот на село, затоа што сите знаеме дека имаме огромни миграции од село во град, па дури од градовите кон главниот град. За да го спречиме овој голем бран на мигрирање внатрешно што се случува, мораме да продуцираме равномерен регионален развој во Македонија. Сега сам останува на ставот и за непромена на уставот и откако ќе ги добијат подписите, затоа што вчера портпарол на ДУИ Бујар Османи изјави дека откако ќе се добијат подписи, потоа следува македонско-албански диалог кој што на некој начин ќе се принуди да се промени уставот, на некој начин што е дел од албанската платформа. Апсолутно, уште еднаш е исправен пред потребата да добијам подписи. И јас сум тој што ги чека подписите. Со целиот ризик и да не ги добијам подписите. Уставот во Република Македонија нема да се менува. Други прашања дали има? Освен околу распределбата на парите, дали во буџетот, дали се договоривте околу некои други прашања, дали ги затворивте, дали сте на иста линија? Се што е поврзано со нашата платформа и се што е поврзано со платформата подписничка од трите албански коалиции, така да ги кажам, ДУИ, коалицијата предводена од БЕСА и коалицијата предводена од господинот Зијадин Села или Алијансата за албанците, се апсолвирани прашања и се затворени како прашања на уставен начин и дилемите да треба да бидат отстранети. Сето тоа за кое што треба двотретинско уставно мнозинство, апсолутно нема причина ниту некој бара да се реализира. Но дебатите треба да ги отвориме. Не треба да бегаме од прашања кои што некому му представуваат одредена грижа, тежина или слично. Дебати ќе отвориме и секако на основа на дебатите ќе слушнеме одговорот од граѓаните на цела наша Македонија и согласно тоа ќе градиме политиките во периодот кој што предстои пред нас. Господине Заев, дали тоа значи дека господинот Ахмети се согласи да со вашите решенија кои ги нудите во делот на законот за употреба на албанскиот јазик, кои не предвидуваат, како што рековте, промена на уставот? Јас мислам дека и ДУИ неколку пати тоа го потенцира. Се работи за решение кои што се во рамките на уставот. Секако господинот Ахмети ќе опрашате и тој ќе ги каже ставовите на ДУИ, но тоа што јас јавно го слушам, изјавено и преку нивните функционери и лично од господинот Ахмети, дека токму и тие се залагаат за решение во рамките на уставот. И на крајот, еве разговаравме вечерва, ние разговараме за уставноста на решенијата и ви реков, нема суштествени разлики околу одредени решенија, се работи за уставност. Се надевам дека експертите, знаејќи го духот на размислувањата на двете политички партии, СДСМ и ДУИ, од прилика ќе можат да ги изнајдат експертските уставни решенија за да имаме едно комплетно решение кое што ќе има своја практична примена и никој нема да ја доведе уставноста на тоа решение под знак дискутабилност. Добро, фала. Благодарам се. Пријатно.